You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to buy. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот. Ние во досегашниот тек на надпреварите го игравме системот 3-5-2, 1-3-5-2, да не го заборам голманот, кој е исто битен дел од тимот. Тоа го направивме од едноставно... Значи Челси. Во моментот кој некој модифициран систем што го практикува. Од кои причини? Низ надпреварите пријателски кои ги имавме, мислам дека а со оглед на противниците кои ги имаме во групата, го одбравме тој систем за да можеме да се протиставиме против еден противник како што е Италија, Шпанија, Израел и Албанија. Тој систем што ни донесе? Ни донесе во тој централен дел да играме со тројца дефанзивци, затоа што знаевме дека таму бевме ранливи доста, дека тој простор не може да централниот пред нашиот гол да го покриваме со двајца фудбалери, затоа се одлучивме за Со два центра халфа да наречеме поставство. За да го браниме тој централен дел со три, затоа што нели да бидеме што побезбедни и да ни отвори можност за брз контранапад, да искористиме брзината што имаме во нападот, каде што таму се нели ги користевме Алиовски, Несторовски, Пандев, фудбалери кои знаат доста добро да издействуваат тој контранапад, но и фудбалери, да имаме доволен број на фудбалери со двајца напаѓачи, затоа што јас реков дека без разлика на системот посакувам стилот на игра да биде офанзивен на Македонија. За разлика од другите што стално преферираат еден напаѓач, ние игравме со двајца стално напаѓачи без разлика на противникот, и со Италија па дури со Шпанија. И мислам дека причината беше таа, затоа што секој друг систем против италијанците е бункер. Е бункер и пропас, е утопија. Затоа што поквалитетни репрезентации од нас, кога играле поразличен систем против Италија, не можеле да се справат. Бидејќи во Италија ние во групата, го одбрав тоа. Од друга страна Шпанија, Израел и Албанија се репрезентации кои низ анализите многу тешко се справуваа против 3-5-2 систем. Мене ми е жал само што не дојде резултат, затоа што играчки, статистички на надпреварите, мислам дека тој систем функционираше. Мораме 3-5-2 е систем кај што нема статичност, тоа бара многу динамика. Значи трчање, значи физичка спремност. Точно. Не сум сигурен дека нашите играчи тоа може да го издржат 90 минути. Па можеби и тоа доведе до пат на концентрација и во самиот финиш на надпреварите да се случуваат тие моменти на деконцентрација. Тоа го изискува, го бара тоа. Тој систем, ама Миленко, секој систем бара добра физичка подготовка. Поред е, меѓутоа знаеш кога си бункер ти си знаеш сега. Али посебно, али сега кога веќе играш офанзивно, значи тогаш можеш да тие два шпица тие мора да ушпицуваат. Точно, и кога играш против квалитетни противници, затоа што една Шпанија, една Италија ќе те нападне, ќе изврши притисок каде што мораш да одолеш. Така да сега, кога сме веќе кај системите, планирам да го за надпреварот со Лихтенштейн да го сменам системот на поставеност на фудбалери, затоа што мислам дека немаме потреба од толку дефанзивци позади, ќе играме со двајца, односно 4-2, она класична формација, затоа што мислам дека можеме така да го играме тој надпревар. Односно тие 4 позади се двајца бочни кои учествуваат во фаза на напад и остануваме со двајца центра халфови позади, што еден поофанзивен систем уште, што мислам дека ќе ни донесе позитивен резултат. You expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to buy. А од мене се очекува да говорам секоја среда од 17 до 18 часот.